Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате за или против. И во периодов кога кампањата и за председателски и за парламентарни избори веќе е во ек, проблемите на граѓаните, на оние кои што секојдневно се соочуваат со удари од самиот систем продолжува. Токму затоа денеска разговарам за она што значат проблеми на здравствените работници, секторот кој што буквално на плеки ја држеше Македонија за време на пандемијата, се грижи за нашето јавно здравје и за нашето индивидуално здравје, меѓутоа некако остануваат извисени. Велам добро вечер за Боби Бојчевски, национален координатор на независниот синдикат на здравствените работници при КСО. Добро вечер до вас, добро вечер до гледачите на ТВ Алфа, нека имаат убава вечер и голема благодарност што ме поканите за гостин во оваа ваша гледана емисија и голема благодарност до сите медиуми и вас новинари што ни сте еден вид на ветер во грб во овие наши барања кои што траат веќе подолг временски период. Да, Светскиот ден на здравјето вие го одбележавте испраќајќи неколку клучни пораки барања, пред се излеговте на протест, здравствените работници излегоа на протест, нешто што одамна го немавме видено. При тоа имавте неколку барања за повисоки плати, за неселективност при вработувањето, бенефициран работен стаж, подобри услови, ред барања имавте. Како стигнавме, оно што на самиот почеток го најавив, од момент да оние кои што буквално на плеки ја држеа Македонија за време на ковид пандемијата, оние кои што секојдневно се грижат за нашето лично здравје, меѓутоа и за колективното здравје, да се на таков раб екзистенцијалнален, да буквално бараат основни услови за работа, па со тоа и за живот. Значи, јас како национален координатор на независните синдикат, на здравствени работници, административно, технички и технички персонал, значи, веќе подолг временски период, ние сме релативно млад синдикат, постоиме над 7 месеци, 7,5-8 месеци. Но горцум во оваа работа, бидејќи успеавме да некои работи што веќе подолг временски период, ние сме околу 7 месеци на улиците. Значи имавме протести, пред протести од октомври, ноември за исполнување на некои наши барања. На почетокот, значи, нашето формирање е со цел за еднашка за секојаш да се слушнат проблемите во здравството. Ние имаме еден репрезентативен синдикат во здравство, кој е под Сојуз на синдикати на Македонија, кој репрезентативен синдикат веќе 30 години не се слуша гласот од него. Само да напоменам, таму има председател што на тој синдикат веќе 15 години незаменлив. Значи, за лични интереси на тој некој си синдикат, здравствените работници, административните работници, техничкиот персонал дојдоа до работна екзистенција. Поради ова кулминација на незадоволство кај сите нас вработени, го оформивме овој независен синдикат, кој е во склоп на Конфедерација на синдикални организации на Македонија. Конфедерација која што е национална конфедерација, според бројот на членовите, една од ги зима по горните места во Македонија, од врска со синдикатите. Значи, нашето незадоволство се бави со тоа што секојдневно јас работам во здравството, секојдневно одејќи на работа, доаѓајќи од работа, слушајќи ги нашите колеги, бидејќи нашите плати, само можам да напоменам, платата на една медицинска сестра со средно образование е 25.000 денари. Додека синдикалната кошница, како што знаеме, околу 54.000 денари за да преживее една фамилија во оваа држава. Замислете, двајца вработени со средно медицинско и маж и жена, како може да живеат? Како може да преживеат? А луѓето целиот живот работат, се хумани и секојдневно слушајќи ги овие разговори, решивме да го формираме овој синдикат и да излеземе да го кажеме нашиот глас, нашите барања, бидејќи ако не се поправи нешто во здравството, во иднина ќе нема кој да не лечи, во иднина ќе се стави клуч на јавните здравствени установи, а да напоменам и на власта и на Министерството дека здравството е амортизер на социјалата во државата. Затоа излеговме со овие барања, од почеток кога излеговме со овие барања, не не свати озбилно, биле хипотетички, партиски и така нато. Но ние сме горди дека сега на овие протести истите наши барања со истиот наратив ги бараат и другите синдикати како што е ССМ и синдикатот на клинички центар. Значи,
И пак Да, тоа ми беше Да. поентата, дека во суштина тоа се едни исти проблеми кои што на крај на денот мора да се решат. До толку, она што мене ме интересира е дали до толку е алармантна состојбата како што кажуваат дека буквално остануваме без медицински кадар и дека буквално ни се заканува дека би се затвориле јавните здравствени установи. Значи, секојдневно гледате сами по медиумите. Што се случува сега со младиве доктори тоа ќе беше ако е специјализанти? така, зошто тогаш вака се однесуваме кон младите Значи, специјализанти? гледате сега, Македонија како држава нема првен континуитет во Министерството за здравство. Ти не можеш министар да менуваш на секои 7-8 месеци. Тој не континуитет на Министерството доведе до оваа ситуација. Што доведе да млади доктори, специјализанти, кои што својата младост, својата иднина ја посветиле во здравството, која е хумана професија, да останат на плата од 26.000 денари, да немаат ни здравствено, ни пензиско осигурување. Тоа е една хипокризија. Вие кажавте дека имавте објава дека ги поддржувате. Значи, ние како независен синдикат ги поддржуваме млади доктори, млади специјализанти и ние заедно со нив, со нашите членови што се на клинички центар, здравствен дом Скопје, ќе им се придружиме на нивните протести и еден мој апел до сите граѓани во Република Македонија, до сите здруженија, до сите синдикати, ССМ, КСС, така натаму, сите заедно да се сплотиме во понеделник 5 до 12 да излеземе, да им дадеме поддршка. Пензионери, здруженија на разни заболувања, на ретки болести, здруженија на диабетичари, значи сите нив заедно да дојдеме да им дадеме поддршка. Ако вложуваме во нашата младина, вложуваме во нашата иднина. Едноставно, што ќе се случи овие 400 души да ги спакуваат коферите да купат карта во еден правец? Истото се случува и со вработените на договор на дело. И нив ги замолувам, значи во понеделник 5 до 12 сите заедно да излеземе да дадеме поддршка на докториве. Значи и вие сте во иста ситуација и тие вработени, значи тие вработени работеат за минималец од 20.750 денари. Немаат ни здравствено, немаат ни пензиско. Кога беше кризата, сите за нив викаат тие се херои, власта, министерство, ги гушка, се сликаа со нив, тие беа херои. Заврши ковид кризата, тие луѓе, некои од нив во некои јавни здравствени установи, жално е во овој период на инфлација да останат и без работа. Останаа, всушност, ги отфрлија. Не им ги продолжија на 31 декември 2023 тие договори. И тие медицински сестри, технички персонал, луѓе ги оставија и ги заборавија. За колкава бројка станува збор? Значи, според ние бројката што имавме, имаше околу 2400 вработени договорци на дело на територија на цела Република Македонија. Што не им е продолжен договор? 2500 или на 28 декември, ако ви текнува, тогашниот министер излезе, каде што ние тоа го поздравивме и се заблагодарив, дека на 1117 вработени владата и тогашниот премиер излегува дека ќе им се среди работата, ќе им се трансформира, тоест ќе им се дава решение, ќе излезат конкурси. Ние баравме трансформација, не баравме конкурси. Значи по трансформација со закон на трансформација е да, пошто го имаат мнозинството в парламентот, да се донесе тој закон за трансформација од 2017, да им се трансформираат работните места од определено на неопределено. Добро излегува дека ќе има конкурси. Ние тоа го поддржавме. Дојде техничка влада, нема код конкурси. Значи тоа испадна лага на деценијата од тогашната влада, лага на деценијата од тогашното министерство. Значи тие луѓе ги оставија на цедило. Значи имаме ние медицински сестри во Гостивар, за 4 медицински сестри се работи, кои што вршели патронажна служба, биле секогаш први, за медицински сестри во Делчево, за медицински сестри во Кавадарци, за медицински сестри во Неготино, Велес, луѓето, тоа бројката е над 100 до 200 души. Остаени се, после 4-5 години, остаени се на улица, да немаат, да работат сега на други работни места, за да можат да преживеат, за да си го задржат семејството. Да, започнате како што кажав кампањата за парламентарните избори, слушаме одредени пораки и начини на кои што се предлага да се решат проблемите во здравството. Како ги гледате тие предлози, тие воопшто зборувам од она што се нуди како опција и како програма, што до сега можевме да го видиме, сепак е краток временски период, меѓутоа што е она што до сега го слушнавте и што мислите дека е остварливо или пак можеби не е остварливо? Да.
значи, слушаме сега некои еномни цени, плати. Плати кои се за мене, кои работам во здравството, научна фантастика. Значи, ние како синдикат, како први, продолжуваме со овие протести, почнавме со гериатрија, оваа недела, другата недела, имаме протест во Јозеф општа болница Струга, после продолжуваме во Прилеп, значи ние сме веќе во 40 градови во државава и околу 45 до 50 јавни здравствени установи. Значи, овие протести нема да престанат. Овие протести ќе траат во текот на наредните месеци. За оваа влада која што е во заминување, ама и новата влада што ќе дојде, да не заборави нас. Значи, ние како синдикат, кој да дојде на власт, ние ќе му дишиме во врат. Значи, ние сме остаени на дното. Од друга страна, се со овие предизборни ветувања со плата од 180.000 денари со плата. Јас како пример ќе ви кажам. Значи, здравството, буџетот на здравството се полни од 3 места. Од фондот приходи на вработените што се осигуреници на фондот, од Министерство за здравство, од приватно здравство што плаќаат приватни прегледи, акцизи и партиципација, која е 5% од вкупниот број од вредноста на буџетот на цел буџет во јавните здравствени установи, изнесе околу 5%. Вкупниот приход од фондот, од осигуреници е околу 63%. Значи, тие што плаќаат здравствено осигурување. Додека другите 37% се нивните фамилии, деца кои се школуваат до 26 години. Другиот што се осигуреници, благодарение на тие што се работат. Но ги имаат истите права како овие што плаќаат. Тие се мали пари. Од каде? Друг начин на финансирање кој е Министерството за здравство, но кој Министерството за здравство помага во инфраструктурата, во примарната и куритативната медицина и помага во инфраструктурата за изградба нешто на објекти, за купување на некои апарати. Трет начин се акцизите од цигари, кои што изнесуваат 1% и од бензинот. Четврт начин е плаќањето на приватни пациенти кои што се ги плаќаат здравствените услуги поради некои начини. И 20% таа партиципација. Јас, значи, со кој буџет, ние кога протестиравме, кога бевме на првиот состанок во Министерство за здравство, ние баравме тогаш 30% покачување на плата. Знаете што ни рекоа? Немаме пари. Тогаш, пред октомври месец беше. Нема. На кој начин, значи, ја разбирам, сега можам да им обикам на вработените во здравство. Оно што велите дека дел од ветувањата се нереални. Тоа е научна фантастика, не нереални, научна фантастика. Добро, според вашите познавања што ги имате на состојбите, на оно што се случува, па и на потребите на здравствените работници, кои се вашите бајања, кои се вашите црвени линии и што е оно прифатливо за вас? Тие 30% или? Значи, вака се, тие 30% ги изеде инфлацијата. Значи, не тие 30%? Значи, тоа покачување треба да биде позголемено. Најмалку 78 до 80%, како што министрите се зголемија нивната плата, заслужуваат. Значи, во здравствениот сектор имаме еден тип на колективни договори, кои колективни договори се најлошите колективни договори. А тие колективни договори ги направил овој репрезентативен синдикат. Поради тие колективни договори сега трпи цел здравствен сектор. Значи, кога бил министар Филипче, платите и колективен договор ја направил само за клинички центар. Клинички центар, значи, располага со кадар, располага со добар кадар и платите им се повисоки во однос на вработените во јавните здравствени установи, во болниците, општите болници што се низ републикава. Како за пример можам да кажам, еден травматолог во Свети Еразмо со дежурства, со неделни дежурства, зима плата, тоа му е врв од 90.000 денари. А додека друг травматолог во клинички центар со неговата работа може да стигне до плати до 130 до 150.000 денари. Баш тие професорски титули, примарски титули. Тоа е таа разлика на плати, каде што ние како синдикат бараме унифицирани плати. Плати, пример, доктор специјалист, почетна плата да биде од 60.000 денари. Сакате да кажете дека оние што работат во клинички центар во Скопје, заедно што нешто работи во Гостивар, во Струга, во Струмица да зема... Значи, тоа е специјалист, значи,
Ја разликата е во тоа што не може примариус, професор за тоа, да, веќе да се ги добиваат тие додатоци. Но како специјалист, почетната плата сега во здравствените домови е 45 до 50.000 денари. Општи доктор, значи што работи во примарна здравствена заштита, почетната плата му е 35.000 денари. Доктор. Медицинска сестра 25.000 денари. Исто и тука спаѓате и лаборанти, и физиотерапеут, технички кадар, овие возачи на итна медицинска помош. Значи, нивната плата е почетно 24-23.000 денари. Како да се заживеат со тие плати? Да, тука да не го забораваме факторот кој што подразбира и самата одговорност на работното место, на што секојдневно се соочуваат. Еве еден возач на итна медицинска помош може да се соочи, или пак медицинска сестра, доктор може да се соочи со секаквена ситуација од обична повреда до најстрашна најстрашен можен епилог. Значи, ние ќе продолжиме со овие протести. Добро. Додека Кои се вашите барања? Покачување на платите, покачување на бенефициран работен стаж, покачување на ефективниот додаток, нови колективни договори кои што ќе бидат во согласност со минималната плата. Како што ќе се покачува минималната плата, дака да дојде покачување на платата во здравството. Не само на доктори, сестри, туку и на административци, некој, значи во здравството, ние сме еден синџир. Како што е синџирот на искрена, така сме сите ние поврзани. Економист, благајник, возач на итна медицинска помош, контер и така натаму. Значи, како што доаѓа покачување на медицинските лица, да доаѓа до покачување и на луѓето во администрација, а исто така и техничката служба. Не може една здравствена установа да работи ако денеска не дошол на работа електричарот, пример. Кај се изгуби струја на некои ординации, тој треба да дојде да помогне. Значи, ние сме како еден синџир на искрена, че бараме колективните договори да се усогласат со законот за минимална плата. Како што доаѓа со покачување на минималната плата да дојде до покачување. Решавање на судбината на договорците на дело, значи тие луѓе се зажалени, како што напоменав, беа херои, сега остаени заборавени, минато остаени на улица. Ова се чини како буквално им се продолжуваа договорите кога имаше потреба од нив. Така, кога беше пандемија. Така ова од моја гледна точка сега така им се продолжува договорот се дека има потреба од нив кога беше најгусто, меѓутоа факт е дека се уште е густо. Податоците зборуваат дека еден доктор има и до 100 прегледи на ден. Медицинска сестра, особено во сектори каде што е потребно да се грижи, да речеме за 1 до 2 пациенти, таа се грижи за 5 до 6 пациенти. Така. Да не зборуваме за понатаму, значи сепак има потреба, зошто не се продолжуваат договорите? Значи негде ја вида поради нашиот притисок, секојдневно изреагување по медиуми, каде голема благодарност до вас, до медиумите и до вас новинарите, некои места дојде до продолжување на договорите. На некои места не им ги продолжија договорите. Зашто не им ги продолжи? Таков грев ќе се сносат менаџерите на здравствените установи. Греот е, и уште еднаш ка напоменувам, од херои да бидат заборавено минат. Греот е за специјалистиве, млади доктори, каде што им се отворени вратите во западноевропските земји. Зар Македонија е толку богата што репродуцираме кадар за западноевропските земји? Значи, ние вложуваме во нив, завршуваат тука факултети и им викаме поздрав, одете работите во Германија. Не ли е срамота тоа од денешната власт што го прави? Не ли е срамота? Покрај човековиот фактор кој што го зборуваме тука, имаме уште еден проблем, а тоа е почнувајќи од возила за брза помош, па до тоа да имаме набавено апарати кои што никогаш не биле ставени во функција, налегно оној што беше на клиниката за онкологија, кои што седат во подруми, фаќаат прашина. Влага, да, значи нешто што веќе е инвестирано, не е ставено во употреба. Може да е причината за промената на многуте министри, меѓутоа и за тоа ќе зборуваме, за неконтинуитетот во она што значи здравствена политика и грижа за јавното здравје. Меѓутоа факт е дека ние имаме проблем и со она што значи капацитети на здравствени објекти. Каква е состојбата, што говори она? Бидејќи видите, ние како пациенти ќе се случи да имаме потреба да закажеме некој специјалистички преглед, па ќе ни кажат дека не работи тој апарат, дека одете во друг град. За магнет се чека од 2 до 3 месеца. Да, сега колку има, бидејќи овој случај за онкологија ни го постава прашањето колку имаме ние апарати што не се ставени во функција поради неажурност. Значи, освен апарати што открија дека има, значи, рак рана на ова општество е суетата.
суетата на министрите што ќе дојдат. Ја не можам да ги сватам. Тој министер е стаен да биде слуга на народот. Како да ви обяснам? Он треба да се бори за тие здравствени работници и потребно е да помага во здравството. Значи да се направат некои реформи за да имаме достоинствен живот. Но што се случува обратно во оваа држава? Ако претходната влада, претходниот министер купил магнет, овој зенат не го уклучува. Купил мамограф, не го уклучува. И тие апарати ни остануваат во подрумите не вклучени. Значи, освен апарати, јас шетајќи низ Македонија сега као национален координатор за здравство, во Струмица имаше еден фрапантен проблем, имаме клиника. Не знам колку се запознаени, дали знае министерот за здравство, дали знае владата. Имаме клиника на 4 спрата, кое што е фасадирано на дворешна страна и работи каде што Струмичката болница требало да биде регионален центар, значи некој размислувал, регионален центар за тој дел од Македонија. Значи, тука таа болница до ден денеска не е отворена и работи само првиот спат амбулантите. Неврологија, неурологија, интерните амбуланти. Значи не сте искористени целосните капацитети на самата. Зашто таа болница? Имате ли информации што е проблемот? Не знам. Искрено да ви кажам. Таков објект, таков урбан, грандиозен објект, да седи. А од друга страна, ти пациентот од Гевгелија, поради тоа што во Гевгелија, не знам дали знаете, нема гинеколог. Во Гевгелија жените кои што се пред породување ги праќаат во Струмица или во Чаир во болницата. Нели е тоа жално? Во Струмица имат гинекологи, немаат акушерци. Во Валандово има акушерки, немаат гинеколози. Значи, дали во оваа држава некој се секира за здравството? Значи, моментално здравството диши на респиратори. Ако се продолжи со овој тренд, здравството ќе колабира. Мене ми е жал, нас, нашите деца, нашите внуци, не ќе имаат каде да се обратат. Знаете што ќе се случи во здравството? Сите ќе отидат, тие што се мукни, тие што се помладите, ќе се напуштат државата, ќе купат карти во еден правец, на медицински сестри, лаборанти, како што се отидоа за нечиите. Како сега, например, еден за нечие да викнете дома, треба да чекате од 2 до 3 недели за да ви дојде за нечие да ве попри машината за перење. Да. И тоа ќе се случи во здравството. Ќе нема каде да се обратиме. А ние не сме јака, стандардна држава да можеме да сплатиме во приватните клиники и на други места. Значи, Господ на помош да ни. Само тоа можам да го кажам. Така направиме тука една кратка пауза, меѓутоа ќе се вратиме бидејќи остануваат уште многу прашања кои што би сакале да ги продискутираме со вас. Почитувани, останете на телевизија Алфа, за многу кратко се враќаме повторно назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи. Добра вечер уште еднаш, можеби ако сега се вклучувате на фреквенцијата на телевизија Алфа. Гостин во За или против е Боби Бојчевски, националниот координатор на независниот синдикат на здравствени работници при КСО. Застанавме кај она што го кажавте, што нас вистина ми отвори уште многу прашалници во главата, тоа е клиничката болница во Струмица, за тоа дека не функционира, односно дека функционира само... Клиничката болница така е над 10 години. Да, Зашто да не функционира? Исто може би рачунаат на тоа дека функционира само долниот дел, па гледате сега, нели е жално и болно на пациент од Гевгелија за обичен абдомен, ехо на абдомен, ако има болки во стомак и така натаму, болки во бубрези, да се направи абдомен. Едно ехо за абдомен, да оди во Скопје, да чека по 4-5 саат. Први паркинг не можеш да најдеш на клинички центар, да чекаш, по уште 4-5 сата доека ти го направат ехото, па тоа е време, трошење, пари. Ова е сиромашен народ. Ние сме единствена држава во светот каде што функционира, каде што живеат политичарите, живеат министрите, а народот преживува. Ние сме единствени. Да, за жал не е само проблемот со Струмичката клиничка болница, што е со Штип. Штипската болница е тие суети, зашто тој ја почнал, зашто луѓе, значи, за доброто на секој граѓанин на оваа држава, да се направи таа болница. Кој ја почнал, кој ја завршил, нема врска. Значи, кога остане во историјата, направена е таа болница. Клиничката болница во Скопје, кај мајка Тереза, до сега требаше да биде. Тоа беше велелепно издание.
голема болница, ке имаше и паркинг. Та сега требаше да се отвори таа. Зашто не отворивме таа болница? Имаме уште болница 48, интерните клиники и така натаму. Нели е жално и срамно? Значи тоа, овој народ, овие министри, најголема зло им е суетата. Зашто? Овој почнал, зашто? Исто како што протестира студентите од Финки за факултетот. Направен карабина. Зашто не го доправи? Зашто ги мачите тие деца? Колку мислите дека тоа што Министерството за здравство е едно од ресорите каде што најчесто се менуваа министри изминативе години, колку тоа е проблемот и зошто убаво опишавте буквално како здравството да е местото каде што се вскрстуваат политичките копија. Тоа е место каде што можеби најмалку треба да има политика. Каков според вас треба да биде профилот на министерот за здравство и здравствената стратегија? Дали треба да доаѓа од медицинската фела, бидејќи имавме и такви примери? Значи, вака сега. Со здравството не се експериментира. Во здравството се работи со живи луѓе. Во здравството се работи по пример на докази. Значи, кој да е министер треба да биде од здравствената фела. Зашто здравствената фела? Бидејќи тој работел во здравството, ги знае проблемите во здравството и да му дадеме шанса да ги реши тие проблеми. Тоа беше проблемот до сега. Не може банкар да го ставиме пример министер. До сега беа министрите, доктори, меѓутоа гледаме дека не ги решија. Гледате дека што се случи. За пополнување на парламентарно мнозинство, ние се експериментиравме со Министерството за здравство. Таму се сменија 5 до 6 министри. Меджити сакаше да заврши нешто, таму почна со реформи, почна да работи. Човекот исто многу има направено, вложен, го сменја. Дојде нов министр, технички министр, кој што не ги знае претходните проекти и што правиме? Нема пари во здравство. Значи потребно е човек од фелата. Потребно е здравството да го водат здравствени луѓе кои што се во здравството. И група на советници. One man show. Човек еден, јас сум најпаметен, највеќе можам, тоа е најголемата грешка на министрите. Добро, значи може да заклучиме дека сегашната грешка одбирале луѓе од здравството, но нема континуитет. Да, меѓутоа ги менуваат често и тука политиката играше голема. На 7 месеци. Што може тој човек да направи? Значи искрено сега да разговарам. Што може тој министер 7 месеци? Па директор на земјоделска задруга да те стават, за 6-7 месеци не можеш ништо да направиш. Па не Министерство да води за здравство. Значи потребно е, апелирам до новата влада, до новото мнозинство што ќе биде, да не си играат со здравството. Зашто ние сме тука, ние пак ќе станеме, ние пак ќе протестираме, ние пак ќе си ги бараме нашите пари. И сите овие партии што се во кампања, треба да ги стават овие проблеми, да ги сватат озбилно овие проблеми во здравствениот сектор. За докторите специјалисти, медицинските сестри, техничката служба, административната служба, луѓе, вработените во здравството се дојдени до амбис. Имавме најави за европско здравство, меѓутоа од европско здравство здравствените работници само добија пасош за да излеза надвор од Македонија и да заминат во Европа. Дали тоа беше стратегијата за европско здравство? Значи, стратегијата за европско здравство... И што според вас, како треба да изгледа, македонското, со сите овие капацитети кои што ги имаме, да биде барем малку на оно што значи европско здравство? Значи, јас имам комши што живеат до мене, пред 5-6 години замина во Чешка. И пред една недела си имам видено со нив, беа на гости кај мене, и вика, избориме нешто за здравство, вика, јас сум радостен кога ќе се разболам. Зашто? Кога ќе одам на клиника во Чешка, мене со радост и со среќа одам. Човек, што збориш? Да, века, од еден преглед, отишол пример за некој сосем друго заболување, му нашле дека има проблеми со абдоменот и така натаму. Значи, ние за да го стигнеме тој степен, на Чешка кај беше позади нас и другите држави, Бугарија, која бевме ние елитно здравство. Значи, проблемот кај нас е што ние сме парламентарна држава, но уште се законите од времето на Југославија. Како? Значи, потребно е во сите западноевропски земји и на балканските држави се прави долгорочна национална стратегија за здравството. Што подразбираме по тоа? Значи, се прави една мапа. Пример, како што се проблем со специјалисти, што се затварат кабинети, напоменав, нема
во гинеколог во Гевгелија и да таму нема интернист, што се во Крива Паланка имаме интернист, гастроентерохепатолог, нема апаратура да направи гастроскопија и работи како интернист. Зашто? Пример, таму нема кожниот доктор, име пред пензија и така натаму и така натаму. Овие случаи ги знам од што одам на терен. Значи, со ова национална стратегија, тие менаџери што се на клиниките знае за 5 до 10 години колку од вработените ќе ми отидат во пензија, колку од вработените, колку специјалисти му требаат. И значи, по завршувањето, по дипломирањето на овие доктори, кои што 6 години од животот го поминуваат во школување, учење, после уште 4 години за специјализација. Треба да има еден компромис, меѓу деканатот, клиничките центри, Министерството за здравство. Значи, за да ми се помогне овие млади луѓе, и сега се знае, например, во Гостивар за толку и толку време ќе немаме орала, ќе немаме невролог, ќе немаме психијатр. За толку и толку време треба да имаме толку доктори. Ние за тој период, клиниките Мајка Тереза, ќе ги обучат тие луѓе. Ние сме единствена трета држава на светот каде што имаме државна специјализација и приватна. Освен нас, Македонија, Косово и Албанија имаат такви специјализации. Зашто тоа да го направиме? Зашто овие луѓе да ги тераме на трошоци од 5 до 15 илјади евра да плаќаат за приватни специјализации, да ги задолжуваат нивните родители, а додека ние сме држава 200 километри. Читаме од владата на секој 3 месеца купување на нови луксузни автомобили за 200 километри. Еден таков автомобил е специјализација на двајца доктори специјализанти. Нели е тоа странно? Со тоа ќе ги задржиме овие млади луѓе. За да останат во државата, за да ни помагаат. Дека ние не сме богат народ. Уште еднаш ќе напоменам. Здравството, клинички центар, градска општа болница, здравствените домови, низ Република Македонија, градските општи болници, клинички центри, Штип, Тетово, Битола, се всушност амортизација на социјалата во државата. Имаше најава дека ќе се отвора нов факултет за медицински науки на Меѓународниот универзитет во Струга, зад кој стои Рамби Змерко. Како гледате вие на оваа информација? Значи, и понатаму ќе видиме расадник на медицински кадар. Значи, ја разбирам да се отворат приватни до сега факултети, но за да добие акредитација тој факултет, треба да има еминентни професори. Професори од типот на клинички центар, на медицински факултет, професори кои што се доајени во својата област, професори кои што ги научија многу генерации и оставија. А не можеш ти со за да се даде акредитација, потребно да се има професори од таков калибар. А ако имаме професори кои што не се познаени во нивната улица кај што живеат, тешко ни на нас. Какви медицински кадар ќе излезат таму? Да, тој уште и кој ќе не лечи? Жално е тоа. Да, повторно се навраќаме на оно што би сакале да го резимираме од денешното гостување. Токму на клучниот проблем, а тоа е и насловот стои така, а тоа е дека и на македонското здравство има потреба од лекување и терапија. А по тоа подразбира дека треба да ги препознаеме предизвиците. Од една страна имаме медицински персонал кој што е пред пензија, а од друга страна гледаме проблемите на младите специјализанти. Решение има ли? Значи, секој министер, ако сака, ако работи домаќински, ако работи со цел, ако мисли за државата Република Македонија, ако мисли за неговите колеги, ако мисли за здравствените работници, за административците, за техничкиот персонал, секој кој што искрено и честно ќе се нафати да ја врши својата функција, има надеж. Значи, како прво, да се направи таа национална долгогодишна стратегија за здравство, за да се има увид, само ние да се направи реформи во примарната здравствена заштита. Како да ви напоменам, ние до 2010 година бевме прва држава на Балканот и во Европа по имунизација. Значи, тоа не знам дали го знаат. Значи, а сега се стигнавме на најниската гранка. Значи, исто така, да се развие секундарната медицина, специјалистите. Едноставно, специјалистичките служби да бидат диагностички центри.
да се развијат тие во градовите, во општините. Значи во општини кај што има над 40.000 жители, потребно да се има поликлиники. Во градот Скопје имаме вкупно 9 поликлиники, уште ни фалат една поликлиника во Бутел, за да ги опфати населението од Чучер Сандово, општина Бутел и дел од Скопје Север, од дел од Чаир и од Газибаба. И уште една поликлиника во Кисела Вода. Значи, во тие поликлиники да бидат јаки диагностички центри со доктори, овие доктори да не ги оставиме да заминат од држава, да ги оставиме тука да работат, да им помагаат на нашите сограѓани со добра апаратура, со добри, најсовремена апаратура, од магнет до компјутери, до ехоапарати, ехокардиографски апарати. Само така може да успееме и да имаме иднина во здравството. Бидејќи секој тежне во својата близина за да се ја заврши работата. Значи, тука отиде, например, на клинички центар, како што напоменав и на други места, трошење пари и трошење на време. Секој треба во својата близина да се ја заврши работата што се има. Со најсовремени биохемиски анализатори, за да се направат реагенси од тумор маркери до алергени и така натаму. Има начин, само ако се сака да се работи. И значи, Најавивте дека ќе ве гледаме на улица, може би имате стратегија некоја која каде ќе ве видиме освен тука и на друго место? Значи, еден мој апел до сите гледачи на Алфа телевизија, до сите синдикати, ние како КСОМ застанавме зад барањата на младите доктори специјализанти. Да, значи ще резимираме, вие им се придружувате во понеделник. Во понеделник 5 до 12 со нашите членови од клинички центар и сите оние вработени кои што се во договор на дело, ги замолувам, ако се во финансиска моќ, да дојдат, да помогнат, значи се работи за нив. Тие што се останати на улица, како Делчево, Гостивар, Кавадарци, Неготин, Овелец. Ако може да приуштат, да дојдат, да ни се придружат на овој протест. Исто ги замолувам синдикатите за здравство при КСС, при ССМ, да се приклучат кај овие млади доктори. Да се приклучат Сдруженија на пензионери, Сдруженија на диабетичари, Сдруженија на ретки болести и така натаму и така натаму. Уште еднаш ќе напоменам, вложувањето во младите е вложување во нашата иднина. Да, ви благодарам за вечерашното гостување. Ќе ве следиме и понатаму, нели, како ќе се движат вашите активности. Па ви посакувам помалку да имате работа во здравствените установи, така да бидеме колку што е можно поздрава нација. За жал, статистиките говорат и поинаку од загадениот воздух до се останато, така да навистина ни се потребни капацитети силни кои што ќе го сносат сето оно што значи јавно здравство. Значи ви благодарам од срце, ви благодарам што ми давате прилика и можност да ги кажам проблемите на здравствените работници, административците и техничкиот персонал. Вие сте ни нашата моќ, вие сте ни ветер во грбот. Уште еднаш респект и благодарам. Да, почитување, и тоа беше за или против вечерашната емисија. Се надевам дека добивте малку поширока слика за тоа какви се состојбите во здравството од другиот аспект, освен нели ние кои што одиме таму како пациенти, потребно е итно да се направат одредени промени. Ви благодарам што останавте со нас. Останете сега кои понатаму на фреквенцијата на телевизија Алфа. Ви посакувам убава вечер и убав викенд.